Практично веднаш откако стапи на својата функција, новото раководство на Toyota ја објави дополнителната стратегија за електрификација. Според неа, до 2026 година треба да се појават 10 електрични модели, после кои ќе дебитира новото семејство возила за движување на струја. Плановите уште предвидуваат дека до тогаш компанијата треба да произведува по 1,5 милион возила без емисии. Но она што во моментот може би е најзначајно е дека целосно ќе се промени пристапот на јапонскиот производител кон плагин хибридите, кои сега практично ги нема во гамата. Новопоставената цел е да се развија технологии со кои ќе се овозможи електрична автономија од повеќе од 200 километри, со што тие значително ќе се доближат до целосно електричните возила. Никакви детали не се кажаа, но паралелно се спомена дека се формира нов тим експерти кој ќе биде задолжен за сите аспекти од развојот, преку производството до продажбата. За Европа е значајно и тоа што фабриката во Турција ќе стане центар за производството на плагин возилата и батериите. За сега е потврдено дека оттаму ќе доаѓа втората генерација на CHR, а што друго ќе му се придружи не е познато. За ова ќе бидат инвестирани нешто повеќе од 300 милиони евра. Во позадината на сите овие планови се постави прашањето што ќе биде со водородните технологии, на кои во моментов иднината не им е известна од премногу причини.